Најавата за зголемување на температурите го подигна алармот за заштита на луѓето од можно труење со храна, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, од каде што порачуваат граѓаните во овој период да прават правилен избор, набавка и транспорт на продуктите. Храната треба да се купува во одобрени оператори, да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и нејзино соодветно чување, а лесно расипливите продукти да се купуваат исклучиво од објекти каде што производите се чуваат во разладни уреди. Да се избегнува купување и да не се користи храна со оштетена амбалажа, нагмечена, надуена или напукната, а изладените или замрзнати производи да се купуваат на крајот од пазарењето. Месо, млеко и јајца да се купуваат на крајот, а овие производи да се внимава како се чуваат, да не бидат долго време во автомобил и други транспортни средства, каде што температурите се многу високи. Од агенцијата нагласуваат дека пред подготовката на храната неопходно е добро да се измијат рацете. Овошјето и зеленчокот темелно да се измијат под млаз вода. Месото, млекото и јајцата термички добро да се обработат. Ако по подготвувањето храната не се јаде веднаш, таа треба да се чува во фрижидер. Рацете често да се мијат и во текот на подготовката на храната. Во фрижидерот на најгорните полици да се чува зготвената храна, а на подолните суровата. Исто така од агенцијата сугерираат купена или веќе подготвена храна. Граѓаните да земаат од угостителски објект што има добра репутација. Доколку сте купиле топла, изладена или замрзната храна, треба што побрзо да ја донесете дома и веднаш да ја ставите во ладилник или замрзнувач. Да се провери дали лицето што послужува храна користи посебни штипки за разни видови храна. Во објектите за брза храна да се избегнуваат додатоци што не стојат во ладилник, како што се мајонез, кетчап, крем салати, сосови, преливи. Од агенцијата апелираат да се обрне внимание и на здравјето на домашните животни и милениците, бидејќи високите температури може да бидат кобни за нив ако животните се држат во несоодветни услови, односно во објекти каде што има висок процент влага и недоволна вентилација или ако се држат директно изложени на сонце.